Од почетокот на годинава на отворената SOS линија во детската амбасада регистрирани се 225 јавувања, од кои 25 се на деца. Да се охрабрат младите и да проговорат слободно за нивните права, апелираат од Медјаши. Судејќи според пријавите во првата детска амбасада Медјаши, голем е бројот на учителите и професорите кои со погрдни зборови ги навредувале учениците, ги исмевале и ги омаловажувале. На ова најмногу се жалеле родителите во изминативе 6 месеци. Освен образовните, потврлиле и другите институции. Најголем е процентот на институционална злоупотреба на децата. Да не биде детето субјект и активен креатор на неговиот живот и судбина, да биде консултирано, да се почитува неговото мислење и не само при бракоразводна постапка, и во семејно насилство. Детето колку што е помало, толку повеќе треба и ние како организација за заштита на правата на децата и државните институции да му веруваат во тоа, за тоа зашто тој пријави. И нема време за чекање. Имало 10 повици за сексуална злоупотреба на деца, од кои во 2 случаја се работело за инцест. Податоците покажуваат дека ромчињата најмалку пријавуваат злоупотреби, а статистички се големи жртви, особено при експлоатација на детскиот труд. Има 2000 деца чиј труд се злоупотребува. Има 1500 деца неевидентирани во извод од матична книга на родените и овие деца се најчесто жртви на најлоши форми на злоупотреба на детскиот труд, вклучувајќи ја и детска проституција, трговија со деца и детски органи. Според возраста на децата чии права се прекршени, најчесто се од основните училишта на возраст од 6 до 14 години. Податоците покажуваат дека бројот на прекршување на права на девојчињата е за 6% поголем отколку бројот на прекршени права кај момчињата.